Традиционалното закројување на лозјето и запојувањето со вино и ракија токму на Свети Трифун, празникот на заштитникот на лозарите, денеска во празничен амбиент го извршија оние кои имаат лозови насади. Во друштво на пријателите по традиционалниот чин на закројување, домакините организираа богата Свети Трифунска трпеза со домашна ракија и вино и со специјалитети на Скара, а за одлична дружба и забава послужи и пролетниот ден среде февруари. 14 февруари, ден кога лозарите го слават Свети Трифун, ден кога се закројуваат лозета и ден кога се раѓа оној оптимизам и надеж дека ова година ќе биде и поуспешна, и породна, и поквалитетна од она што било минатата година. Се наоѓаме на лозови насади на Орце Митров. Времето е прекрасно. Што очекувате, каква најава е тоа за престојната производствена земјоделска сезона? Па према времето треба да биде добра годината. Ланската година не беше добра, сега дај Боже да биде добра. Очекуваме да биде добро. Надаме се и спремаме ги лозјата, значи почнаме веќе да кроеме, спремаме за да искараме берекет повеќе. Па крое се, врзуваат, тоа се спрема се лозјето, па се фрла ѓубре, сега во февруари се фрла ѓубре и па се мине со машина да се дробат прачките и така по. Сега ќе ставите малку ракија, малку вино? Да. Тоа по традиција, по што кажуват. Значи малку ќе ставиме, малку ќе пинеме и така. Се надеваме со Бога напред и со нашиот труд дека приносот до година ќе биде добар. Па и женската и машката работна сила е потребна на лозовите насади општо на полето, така што ние помагаме околу ручекот, па некогаш и околу шишенцето. Има инспирација, веќе една, ќе ви кажам една моја, инспирирана од лозиенцето и од нивите, весела селска. Сонце огреало, утрото се раѓа. Мотика ме чека, леле е притисокот ми паѓа. Треба да се копа, ручек да се прави. Крави да се ранат, а и да се молзат крави. Ах бе, таа работа, секој ден си гаден. Ама па да ви кажам, неќам да сум гладен. Ке си земам лепче, едно шише вода и оп, на нивчето таму си имам голема слобода. Ке си играм, пеам, ке си гледам сеир, само дај Боже на есен да си видам ајер. А пак на есен, кога се ке се собере, сармичка ке си смотам, 2-3 ке си стегнам, па после ке си легнам. Денешниот празник го искористи и градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев, кој посети еден од трите поголеми лозови плантажи, одбележувајќи го на тој начин денот на лозарите и винарите. Денес, негувајќи ја верата, продолжувајќи ја традицијата, се наоѓаме по повод големиот празник Свети Трифун. Од мое лично име, од име на локалната самоуправа на општина Зрновци, им го честитам големиот празник, среќна слава, честит именден на сите славеници. Денес се наоѓаме на една од новите плантажи подигнати во општина Зрновци, имајќи предвид дека последните неколку години имаме околу 3 плантажи над 10 хектара подигнани нови лозови насади. Општина Зрновци во своите ингеренции, во своите рамки секогаш е партнер и поддржувач на и овоштарите и лозарите, буквално и на земјоделците, преку уредување на полските патишта и како еден партнер за сето она што ќе предстои. Особено ме радува фактот што од страна на земјоделците и лозарите има голем интерес и за отварање на винарски визби. Се надевам дека во општина Зрновци во блиска иднина ќе се случуваат успешни приказни во овој сегмент. Инаку, во Кочанската котлина лозарите масовно излегоа на своите лозови насади, одбележувајќи го празникот со вино, ракија, скари и закројување на своите лозја. Свети Трифун е празник на кој лозарите прават пресек на досегашниот развој, но и на перспективите на оваа значајна стопанска гранка.